Увозникот за BMW во Македонија и Косово, компанијата Emcar, ја представи новината BMW X2. Со дизајн кој зрачи со индивидуалност од секоја пора и спортски дух, BMW X2 поставува нови стандарди, додава импресивни перформанси и овозможува нови нивоа на задоволство при возењето. Новината пристигнува како шести SUV модел на BMW на пазарот. Малиот X2 својот дизајнерски стил го презема од поголемите браќа, моделите X4 и X6, но базата му е изведбата X7, од кој е понизок за 8 см. Неговиот стајлинг потсетува на спортски автомобил, спој на изразен профил, типичен за BMW X моделите со спортска отменост на купе. X2 во целост ја менува препознатливата трапезоидна форма на предната маска, која се проширува на краевите и дополнителниот BMW амблем на C носачот, што упатува на омилениот детај на класичните BMW купеа, како што се 2000 CS и 30 CSL, со што уште повеќе го нагласува спортскиот карактер. Од дизајнерските поединости треба да се напоменат лаковите на тркалата со коцкаст изглед, впечатливи издувни цевки и нагласени странични рабови, како и елегантна линија на покривот. Во внатрешноста повторно имаме доминантен квалитет на производство, многу меки материјали и се разбира дигитализација. Данокот за спортската купе линија е платен со помалиот багажен простор кој има капацитет од 470 литри, што е 35 литри помалку отколку во X7. Базниот агрегат ќе биде 2-литарски бензинец под името S-Drive 20i од 187 конски сили, а дизелскиот агрегат произведува ист број на конски сили и 400 Нм вртежен момент од истиот работен волумен. Најмокната погонска единица ќе биде 2-0-литарски бензинец со 228 конски сили и 349 Нм вртежен момент. Од март понудата ќе биде збогатена со уште еден бензински и еден дизел агрегат со помала мокност и можност за погон само на предна оска. BMW X2 им нуди на клиентите најсовремени технологии кога станува збор за системите за помош на возачот. Врховниот суд на Германија им дозволи на големите градови да забранат сообраќање на дизел автомобилите низ своите улици. Мерка која најверојатно ќе влијае на близу 15 милиони возила. Постои глобално против автомобилите со дизел мотори, откако Volkswagen призна дека во 2015 година лажно ги представувал вредностите на емисијата на штетни гасови во воздухот, за кое е познато дека предизвикуваат тешки респираторни заболувања. По ова следеа и ред други обвинувања на адреса на повеќе германски производители, па едноставно Врховниот суд на Германија како да немаше избор и ја донесе оваа, велат за граѓаните, потребна мерка, но нож во грб за автомобилската индустрија во земјата каде оваа економска гранка носи големи финансиски приходи и вработува стотици илјади лица. Додека други земји исто така размислуваат за ограничување на дизел возилата, забраната во родното место на модерниот автомобил е навистина нов удар за бизнисот, но и непријатности за владата на канцеларката Ангела Меркел, која се противи на забраните. По одлуката на судот, берзите веднаш забележаа пат на цените на акциите на германските автомобилски компании. Оваа вест дојде откако беше најавено дека германските власти подготвуваат можност да следи затворање на одделни патишта за дизел автомобили, повторно за да се намали загадувањето на воздухот. Се претпоставува дека оваа и следните пресуди во оваа насока ќе се одразат негативно на цените на дизел автомобилите, бидејќи побарувачката ќе продолжи да се намалува.
Шпанскиот производител на автомобили Seat слави 25 години од пуштањето на фабриката во Марторел. По инвестиција во износ од околу 1,47 милиарди евра, објектот беше отворен во 1993 година и до сега таму се склопени речиси 10 милиони представници на 39 модели и модификации. Во моментов, секој ден во фабриката во Марторел на Seat се произведуваат околу 2300 автомобили, што е еквивалент на околу 95% од капацитетот на комплексот. Изминатата година бројот на склопени автомобили бил 455.000 единици, што е повеќе за 50% од остварувањето во 2009 година. Марторел е синоним за напредок и развој, рече Лука де Мео, председател на шпанскиот бренд. Фабриката е нашиот производствен предводник и многу сме среќни што прославуваме 25 години од неговото лансирање. Производството во Марторел започна со втората генерација на Ибица и Кордоба, со нивно секојдневно производство на 1500 возила. Со текот на годините, на склопување низ лентите минале модели како Толедо, Инка, Алтеа, Ибица, Леон, Ароса и Арона, како и представници на други брендови Volkswagen Polo и Кади и Audi Q3. Во втората половина од оваа година и новиот Audi A1 ќе започне со производство. Историско достигнување за американците во 2017 година. За прв пат Тесла има продадено повеќе автомобили во сегментот на луксузни лимузини во Европа од германските конкуренти Mercedes, BMW и Audi, тврдат пазарните аналитичари од IATA Dynamics. Најпродаваната премиум лимузина во Европа во 2017 година е Tesla Model S. Продажбата на Модел S на американскиот производител на електрични скокна за 30% минатата година или пласирани се вкупно 16.130 единици. За споредба, од Мерцедес има реализација од својата S-класа од 13.360 плюс 3%, а BMW 11.740 примероци од серија 7 минус 13%. Во Европа добро се представи и кросоверот Tesla Model X со околу 12.000 продажби, колку Porsche Cayenne и за 2.000 примероци повеќе од BMW X6. Објаснувањето е едноставно. Ова е поради затегнувањето на даночните олеснувања на пазари, како холандскиот, каде до 2016 година државата даваше даражлив попуст за плагин хибриди и електрични возила, а во 2017 година субвенциите беа само за чисти електрични возила. Слични законски отстапки имаше и во Норвешка и Германија. Затоа, европските производители се обидуваат да го забрзаат развојот на електрични модели. Audi ќе го представи својот прв голем електричен автомобил e-tron Quattro во август во Брисел. Пред тоа Jaguar ќе дебитира во Женева со I-Pace. Исто така се очекува дебитот на електричната e-Mission на Porsche, директен конкурент на Tesla Model S. Точно 130 светски премиери, што светски, што континентални. Близу 1000 експонати од близу 250 компании од 36 земји во светот. Над 700.000 посетители го одбележаа 88-иот салон за автомобили во Женева. Во халите на Пал Експо беа буквално сите производители кои значат нешто во автомобилската сфера и ги немаше оние откажувања кои беа специфични за сличните одржани светски смотри Детройт, Париз, Франкфурт. И годинава многу новитети, концепти и прототипи, посебен раскош, гламур и престиж. Мощно интересно, видовме многу изведби кои веќе утре ќе ги видиме на патиштата.
Не компилации и варијации на тема, туку сосем нови модели со нови технологии кои едноставно ги очекуваат првите предизвици. Женева повторно потврди дека пред нас е нова ера во автомобилската индустрија по многу нешта. Топ тема секако се поголемиот број забрани кои ќе стапат на сила во насока на дизел остварувањата. Дел од производителите гласно потврдија дека се збогуваат со развојот на ваков вид агрегати, поттикнати од она што се најавува, забрана за сообраќање низ големите метрополи Лондон, Рим, Париз, Лисабон, Мадрид, Берлин, а потенцираат дека немаат намера да се судрат со се построгите екорегулативи, како и најавените прескапи тестирање за емисија на штетни гасови потрошувачка. Насоките за иднината се јасни, електрификација како и се поинтересните форми на комбинација на возила кај кои може да се понудат повеќе алтернативни решенија. Нови платформи, конструкции, технички решенија, се со цел на приближување на современите трендови. Мора да потенцираме дека се врати и уште еден момент по кој Женева одскокнуваше од другите манифестации, а тоа е производителите на хиперизведбите да понудат свој најнови остварувања. Се врати и уште една традиција. Овој пат свој збор имаа да кажат и врвните дизајнерски студија кои по многу финансиски турбуленции, како Итал Дизајн, Пинифарина, Джуджаро. Интересен концепт представи нашиот партнер Quattro Ruote, кој понуди невидени атракции. Последната креација на Zagato или Iso Rivolta Vision GT, екстремен спортист направен за видеогеймерите и играта Gran Turismo на Sony PlayStation. Во ова издание ќе се обидеме да ви ги представиме новитетите кои веќе после саимските денови ова лето или на есен ќе ги видиме на патиштата. Најголемо внимание кога се во прашање блескавите лимузини, секако привлече новата генерација на А6. Како што се очекуваше, новината е стилски поврзана со другите два модели, поголемиот А8 и поспортскиот А7, секако со одредени специфичности, пред се поради нешто поинаку обликуваните фарови и потесната решетка. Клиентите ќе може да избираат помеѓу три различни конфигурации на фаровите, од кои најскапа е HD Matrix LED опцијата. Од Audi велат дека ја подобриле аеродинамиката на возилото и коефициентот на отпорност на воздух сега е 0,24. Внатрешниот дизајн генерално е превземен од А7. Тука се и целосно новите седишта, кои имаат опции за греење, ладење и масажа. Листата со опција долга и вклучува меѓу другото голем панорамски сончев кров, премиум аудио систем Bang & Olufsen и систем за подобрување на квалитетот на воздухот во салонот, вклучувајќи ионизатор и освежувач на мирисот кој се вметнува низ вентилацијата. Купувачите во Европа првично ќе можат да избираат помеѓу два мотори. Бензинската опција е 3.0 TFSI V6 турбо со 340 конски сили и 500 Нм. Оние кои сакаат дизел можат да сметаат на 3.0 V6 TDI кои испорачува 286 конски сили, 210 киловат-часови и 620 Нм. Дизел агрегатот е во спрега со автоматски менувач со 8 брзини и погон на 4 тркала. Двата мотори работат во комбинација со алтернатор стартер придвижуван со ремен бас, која формира основата на електричниот систем од 48 волти. Компанијата BMW официјално ја представи втората генерација на кросоверот X4. Новиот модел е поголем од својот претходник и тоа значително. Должината е зголемена за 81 мм и достигнува 4752 мм. Растојанието помеѓу двете оски е 2864 мм, што е за 37 мм повеќе од онаа на првата генерација. Стандардниот волумен на багажникот на BMW X4 сега е 525 литри, а кога седиштата ќе се спуштат, се зголемува на 1430 литри. Во конструкцијата на новиот модел е користен повеќе алуминиум, а исто така и високо квалитетен челик. Ова овозможува не само зголемување на цврстината, но и намалување на телесната тежина. Разликата во споредба со претходникот е 50 кг во зависност од модификацијата. По смената на генерациите подобрени се и аеродинамичките индикатори. Благодарение на употребата на активни елементи во решетката на ладилникот, коефициентот на отпорот на воздух е намален за 10% и сега изнесува 0,30. Во исто време, тежиштето е пониско
подолг отколку кај новото X3. Во гамата на модификации на BMW X4 ќе има две набилдани верзии на M Performance, M40i и M40D. Во палетата мотори на втората генерација на BMW X4 влегуваат уште два бензински турбомотори со 4 цилиндри за фатнина од 2 литри. Тие развиваат 184 и 252 конски сили. Дизелските се дволитарски со 190 и 231 конска сила, како и 3.0 со 265 конски сили. Сите модификации се со систем за погон на 4 тркала, X-Drive и со 8 степен автоматски менувач. Една од најочекуваните премиери на Mercedes-Benz беше новата генерација на А-класа. Моделот доби ревидиран дизајн, нов ентериер, најсовремена технологија и обновен асортиман на моќни единици. Четвртата генерација на компактниот хетчбек на Mercedes-Benz А-класа е изградена на платформата MFA. Должината на автомобилот е 4420 мм, што е 127 мм повеќе од претходникот. Растојанието помеѓу двете оски е зголемено за 30 мм и достигнува 2730 мм. Багажникот е исто така поголем, сега изнесува 370 литри, 29 повеќе. Представниците на Mercedes-Benz објавија дека коефициентот на отпор изнесува 0,25, што е најдобро достигнување во компактната класа. И внатрешноста на моделот е наполно променета, а вистинска новина е 1,4 литарски бензински мотор развиен заеднички со Renault. Mercedes-Benz A250 се потпира на дволитарски 4-цилиндарски мотор со 224 конски сили и 350 Нм. Друга опција е дизел 1,5 литри за A180D, кој развива 116 конски сили и 260 Нм. Овие два мотори може да се комбинираат само со автоматски менувач. Шведскиот Volvo ја лансира новата генерација на својот модел V60, која е базирана на SPA платформата и поставува нови стандарди во средниот премиум сегмент, бидејќи поседува голем број на нови технологии. Новиот Volvo V60 е за 117 мм подолг од XC60, односно сега е 4760 мм долг, додека меѓуоскиното растојание изнесува 2870 мм. Благодарејќи на овие димензии се добило повеќе простор во салонот, како и во багажниот простор, чиј капацитет сега изнесува 529 литри. Првата верзија ќе има T6 Twin погонски агрегат кој моќноста е испреќена сите 4 тркала и произведува 340 конски сили, додека помоќната верзија покрај електричниот мотор ќе поседуваат и T8 Twin мотор кој произведува 390 конски сили и кој исто така моќноста е испреќена сите 4 тркала. Во понуда ќе бидат и верзии со T5 и T6 погонски агрегат, како и со D3 и D4 дизел мотори. V60 е опремен со бројни системи за асистенција при возење, како и безбедносни системи, што е сосема очекувано, бидејќи Volvo е еден од водечките производители кога станува збор за безбедноста на патниците. Тука е и полуавтономниот систем за управување. Пред 2 години Шкода го представи големиот кросовер Кодиак, кој од самиот почеток тргна во неверојатен освојувачки поход. Продажбата на Кодиак почна од почетокот на минатата година и за кратко време еден од најбараните на пазарот. Во моментов за некои модификации на големата кафеава мечка, како што се преведува Кодиак од јазикот на ескимите, се чека и повеќе месеци, а клиентите не се откажуваат во корист на моделите кои би можеле да ги добијат веднаш. Чесите продолжуваат на патот на успехот и неодамна лансираа уште еден кросовер во својата палета – Карок. Името е комбинација од зборот за автомобил
карак и стрела рок, исто така од јазикот на племињата од Аљаска. Карок е помал и поевтин од големиот брат и го заменува Йети во палитата на брендот. Промените во однос на претходникот се толку големи, што од Шкода решија да го сменат и името. На изглед, Карок наликува на Кодиак, а некој може и да ги помешаат, но доволно е само да се погледне повнимателно и разликите се воочливи. Дизајнот му е трендовски, без непотребни, нескладни и нестандардни форми. Во предниот дел фаровите се истакнуваат со дизајн на бохемски пристап. Full LED со динамична контрола и дневни LED светла кои ги оцртуваат долните контури. Магленките се наоѓаат под главните фарови и исто се LED, а имаат и функција за следење на агол при вртење. Маската со трапезоидна форма е обкружена со хромирана рамка. Силуетата се карактеризира со закосен преден А носач и карактеристичен премин во задниот дел, каде доминираат алуфилните и некои аеродинамички детали, па отпорот на воздухот кај оваа изведба импресионирачки 0,30. Рамните LED задни светла се поделени на два дела, надворешен кој е во страничниот зид и внатрешен кој е имплементиран во задната врата. Таа доминира на задната страна и завршува со браникот со одредени мали пропусти. Елегантниот и чист дизајн на интериерот на Карок исто така изгледа многу убаво. Во новиот кросовер се наоѓаат познати детали од другите Шкода модели. Уште со влегувањето во автомобилот, вниманието го привлекува вградениот во средишната конзола голем екран на допир со големина од 8 инчи. Карок е опремен со интелигентни системи, а мултимедијалниот систем има многу интересни функции на Шкода Connect и без проблем се поврзува со паметен телефон. Карок е првиот модел на марката опремен со виртуелен кокпит, каде се заменети класичните индикатори во склад со многу поскапите модели на Ауди. Новата табла е со 12,3 инчен дигитален дисплеј и може да биде програмирана во 4 различни дизајна, а возачот ја конфигурира индивидуално според потребите. Стремежот на чесите е да го понудат најпрактичниот автомобил во сегментот и затоа пред вас е кросовер кој од гледна точка на практичност е импресивен. За повеќето корисници на овој тип на возила важен е багажниот простор и оставите за ситни предмети. Па ако барате врвен семеен автомобил во оваа класа, тогаш Карок е неприкосновен лидер. На задните седишта може удобно да патуваат високи луѓе, а багажникот на вистина е многу простран, со волумен од 521 литри. Со спуштени задни седишта багажникот се зголемува до 1630 литри. Има изобилство од прегради, џибови, држачи за чаши, два влеза за USB на предниот панел и место за бежично полнење на телефон и удобен потпирач за раце со голема преграда за складирање. Кон ова треба да го додадеме чадерот под совозачкото седиште, гребло за мраз во капачето на резервоарот за гориво, куќите за закачување на багажникот и гумените ленти во страничните џебови кои не дозволуваат работите да се движат. На оние кои им е потребен 4x4 двоен погон, им го препорачуваме 2-литарскиот TDI мотор со 150 конски сили, кој беше под хаубата на тестниот модел. Карактеристиките се многу неутрални и автомобилот е добар придружник на патот. Овој мотор во комбинација со DSG автоматски менувач со 7 степени на пренос и погон на сите 4 тркала му овозможува на Карок да забрза до 100 км на час за 9,3 секунди и да постигне максимални 195 км на час. Потрошувачката во градските метежи беше околу 8,5 литри на 100 изминати километри, каде минавме подолго време со изведбата, но на отворено драстично паѓа. Бучавата во добро изолацираната кабина е на најниски нивоа, па дури и при забрзување не можете да чуете дека под хаубата работи дизел мотор. На каллив пат или на снежен дел двојната трансмисија овозможува подобро влечење.
XDS спојката плюс векторскиот дистрибутивен систем ги потикнува да ги надминува проблемите и недостатоците. Вака спакуваниот Шкода Карок без друго ќе се справи со сите задачи што ќе му ги зададете, било на асфалт или во авантура надвор од него. Се обидовме да направиме компарација со неговите роднини, кои веќе сме ги испробале, Audi Q3 и Seat Ateca. Па согласно анализите, ништо не му недостасува. Електричниот управувач функционира одлично, чувствителен е како хидрауличен, а влијае на помалата потрошувачка. Моќниот дизел нуди повеќе динамика и можност за атак на свиоците со доволно резерва за извлекување. Секако свој удел во ова имаат суспензијата, која е посебно надградена за оваа конструкција и спортскиот стил на тркалата. Едноставно, Шкода на вистина има нов адут во сегментот на компактни кросовери, подготвен за пат, теренски предизвици, дополнителни задоволства. Моделот кој го управувавме беше со стайл ниво на опременост, со бесклучен пристап и стартување на моторот, носачи на покривот, сензори за паркирање, системот за помош при тргнување на нагорнина, електромеханична рачна кочница со функција Auto Hold, адаптивна круз контрола со ограничување на брзина, Bluetooth, климатроник, Кантон аудио систем, 18-инчни филни. Тука се секако и бројните асист системи и состави, па моделот може да се пофали со високо ниво на безбедност и сигурност, зашто доби и 5 звездички на неодамна одржаните тестови на Euro NCAP. Со сите овие додатоци, односно тестниот модел, во Porsche Македонија може да го добиете за 33.414 евра. Цената на основниот модел Шкода Карок Ambition 1.0 TSI 115 изнесува 17.751 евро. Германската компанија PT Scientist и Nokia планираат да изградат интернет врска од 4-та генерација меѓу земјата и месечината. Финците веќе ја развиваат најкомпактната базна станица што некогаш е создадена. Незината тежина ќе биде под 1 килограм. 4G LTE е избран поради неговата повисока енергетска ефикасност од аналогното радио, кое во моментов се користи во Вселената. Модулот за комуникација ќе работи на 1800 МГц. Целта е луна мобилите на Audi, кои ќе бидат испратени на сателит во блиска иднина да можат да пренесуваат информации и слики со висока резолуција во реално време. Мобилниот оператор на Vodafone, кој ќе биде одговорен за поставување на опремата, ќе биде вклучен во мисијата за покривање на 4G Moon. Toyota ќе го представи својот револуционерен автоматски менувач Direct Shift CVT. Ова е првата континуирана трансмисија за патничко возило во светот која користи конвенционална брзина со сетот запчаници за ниски преносни вртежи. Идејата е на тој начин да се зголеми ефикасноста на горивото на ниски брзини, кога традиционалниот систем со конуси и ременот, синџирот, генерира поголеми механички загуби. Новата трансмисија се активира при конвенционална брзина на поаѓање. Ова гарантира моќно забрзување и елиминиране пријатно чувство на присуство на нерамно шалтање помеѓу преносот и моторот, карактеристично за CVT изведбите. На овој начин се постигнува удобно управување и подобра динамика. Новата страсна брзина овозможува не само повеќе ефикасност, но и поширок опсег од трансмисиски вртажи.
Едва има возач кој умее и ужива во поставување на синџери за снег. Постапката е досадна, комплексна и обично се наметнува во тешки, понекогаш дури и опасни услови. Затоа, од секогаш се барало поедноставно и поефикасно решение за ова. Откако има автомобили, стотици пронаоѓачи направиле напори за развој на систем кој ќе обезбеди подобар контакт на синџирите со подлогата, како и можноста да нема проблеми при нивно монтирање на гумите. На 17 август 1915 година Вилијам Путман добил сертификат за патентот уред за заштита од пролизгување. Системот е ротирачки барабан заедно со гумата на која се прикачени синџирите. Со текот на годините пронајдокот е унапреден и почнува да се користи масовно, релативно многу подоцна, дури кон крајот на 70-тите години на минатиот век во Скандинавија. Заслугата е на швеѓанецот Горан Творнебек, кој го адаптира системот за камион за испорака на млеко и постепено почнува бизнис со автоматски синџери, кој се шири и во Северна Америка. Повеќето од нив нудат системи за одделни модели на камиони, автобуси и пикапи. Заедничко за сите нив е принципот на ротирачкиот барабан со синџери, кои се насочуваат на гумата преку пневматски или хидрауличен цилиндар за синхронизација на брзината на ротација. Современите автоматски синџери кои се направени врз база на оваа идеја, но се разбира усовршени до највисоко рамниште, се активираат со копче на контролната табла. Дизајнирани се да се активираат при брзина од 50 км на час и нудат гаранција од околу 3000 км. За нив не е потребно комплицирано одржување или посебна опрема за инсталација. Jaguar официјално го представи својот прв целосно електричен автомобил I-Pace. Новиот автомобил ветува перформанси на спортски автомобил, технологија од следна генерација со вештачка интелигенција и практичност на SUV модел. Благодарение на капацитетот од 90 киловат-часови на литиум-ионска батерија, компанијата Jaguar тврди дека новиот I-Pace ќе биде во можност да помине до 475 км, а потоа собствениците ќе може да ја дополнат батеријата до 80% за 85 минути со користење на ДЦ полнач. Под хаубата на новиот модел на Jaguar има два електрични мотори, по еден на секоја осовина, кои произведуваат вкупно 395 конски сили и 696 Нм вртажен момент, кои се испраќаат до сите 4 тркала. Jaguar I-Pace од 0 до 100 км на час забрзува за само 4,5 секунди. I-Pace поседува и воздушно подпирање и совршена распределба на тежината од 50:50 на предните и задните тркала, благодарение на положбата на батеријата. Peugeot блесна со целосно новата генерација на моделот 508, кој доаѓа со компактни димензии, намалена висина и поостри линии и силен дизајн, впечатлив интериер со интегриран iCockpit, со 10-инчен HD екран и head-up екран, со 6 различни режими на работа и подесување на информациите, одлично однесување на патот и огромен спектар високотехнолошки решенија. Главен акцент кај новата генерација на моделот е преминот од концепт на класичен 4-вратен седан кон динамичен 5-вратен хастбек со опипливо емитување на купе возило. За да го засилат дополнително, од француската компанија нудат типичен за брендот компактен управувач, а обрнале големо внимание на конфигурирање на AGR сертифицираните седишта и позицијата на возачот. Многу е работено на изолација на кабината за да може патниците да уживаат при возењето. Peugeot 508 ќе се најде
најде на пазарот со повеќе високотехнолошки системи за зголемување на активната и пасивната безбедност. Новото Peugeot 508 ќе се нуди во две бензински верзии, 1,6 PureTech со 180 и 225 конски сили со 8 степена автоматска менувачка кутија и 4 дизел врз основа на агрегатите 1,5 и 2.0L Blue HDI 130 со 6 брзински механички и 8 степен автоматски менувач Blue HDI 160 SNS и Blue HDI 180. Од есента 2019 година новата генерација на моделот ќе се нуди во плагин хибридна бензинска верзија. Citroen имаше светска премиера на третата генерација на Berlingo Multispace, што ќе биде пуштен во продажба во втората половина на годинава. Новината доаѓа со сериозни промени во однос на дизајнот и комфорот, како и кај неговиот брат-близнак од Peugeot, со нови технолошки решенија, вклучувајќи автоматски 8-степен менувач и најновата генерација мотори, меѓу кои 1,5 литарскиот дизел Blue HDI 130. Моделот ќе се нуди во избор меѓу две верзии, M и XL, со должина од 4,4 и 4,75 метри, со капацитет за 5 и 7 седишта. Целосно новата четврта генерација на SUV изведбата на Hyundai моделот Santa Fe имаше светска премиера во Женева. Од Hyundai коментираат дека новата генерација на возилото, која во изведбата со 5 седишта ќе се вика само Santa Fe, а онаа 7 ќе го добие додатокот XL, ќе добие уште една модификација со 8 места, која во моментов се наоѓа во процес на развој и ќе има целосно нова ознака. Со нов надворешен и внатрешен дизајн, Santa Fe на Hyundai дебитира со тематската за новите модели на марката Cascading Grille, челна решетка Composite Light System за осветлување со диодни дневни светла. Внатрешноста на новиот Santa Fe е исполнета со луксузни материјали, а позицијата на возачот е оптимизирана за подобра прегледност на патот. За дополнителна практичност и функционалност, новиот SUV на Hyundai ќе се нуди со автоматска суспензија, што се регулира само во зависност од оптовареноста на автомобилот. Силни акценти во портфолиото му се сепак новата 8-степена автоматска менувачка кутија и системот за погон на 4 тркала HTRAC Advanced AWD со 3 режими на работа. Во опремата на новиот Hyundai Santa Fe ќе бидат вклучени голем број на системи за зголемување на активната и пасивната безбедност. Од другите брендови ги апострофираме првиот сериски модел кој има чест да го носи новото лого Cupra Ateca. Незиниот дволитарски TSI мотор со 300 конски сили и овозможува максимални 245 км на час и забрзување до 100 км на час за 5,4 секунди. Во Cupra пакетот се и 4Drive системот за погон на сите 4 тркала од 19 инчи, аеродинамичниот body kit, спортскиот издувен систем со 4 цевки, адаптивно подпирање. Дел од опремата се и keyless entry и старт системот, безжичниот полнач за телефони, камерата од 360 степени, 8-инчниот екран чувствителен на допир, дигиталниот кокпит. Шкода ја представи обновената Фабија Шкода. Моделот за прв пат во својата историја добива LED задна оптика, поизразени браници, како и некои делови од каросеријата.